od Bog, postojano сега секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ, Иисус ти во гробе живот даровав. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бо Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Сега ние грешни, понижени, да побързаме пред Богородица и да паднеме пред нея во покаяние, извикувайки од ламочината на душата. Владичице, милостиво помогни ни, побрзај, загинуваме од многобројните прегрешенија. Не одвраќај ги твоите раби празни, зашто тебе те имаме единствена надеж. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже и присно и во веки веков. Амин. Богородице, никогаш нема да престанеме да ги говориме твоите сили, зашто ти, ако не стоиш на молитва за нас, кој би не запазил до сега слободни, нема да оставиме, владичице, од тебе. Зашто ти ги спасуваш секогаш твоите раби од секакви зела? Отвори ни ги вратите на милосрдието, благословена Богородице. Господи, помилуј. Зашто си свет Боже наш и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуй ме. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуй ме. Свети Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуй ме. Боже, свети силни, свети безсмртни, помилуй ме. Да внимаваме мир на сите вас. И духови Твоему прокимен глас 103. Господе мој свети, не мој спасени, од кого ќе се бојам? Господ е заштитник на мојот живот, од кого ќе се плашам? Премудрост, Од посланието на светиот апостол Павле до евреите ќе се чита. да внимаваме. Браќа, како оној што осветува и оние што се осветуваат, сите се од еден, и затоа не се срамува да ги нарече браќа велејки, ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, насред црква ќе те воспеам, и пак јас ќе се надевам на него, и одново ете ме мене, и децата мои што ми ги даде Бог, а бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и он ќе еднакво учествува во тоа, да преку смртта да го победи оној што има власта на смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што од страст пред смртта, преку целиот живот беа подложени на робство. Оти на вистина не од ангели прими природа, а од потомството на Авраама прими. Затоа должен беше во се да личи на браќата, па да биде милостив и верен правосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народни, зашто он вошт сам претрпе, откако беше искушан, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. Мир на Тебе што ни читаше. Алилуја, алилуја, алилуја.
со премудрост и внимание, да стоиме простум, да го слушаме побожно светото Евангелие. Мир на сите вас. И духови Твоему. Ќе се чита од светото Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време се искачи Исус во Јерусалим, а во Јерусалим при овчата порта имаше бања, по-еврејски наречена Витезда со 5 тремови. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми, суви, кои очекуваат да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест, да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. На Господа, Господи, за помилуй. небесен мир и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, на Господа. Господи, помилуй. За високо преосвещенейшиот митрополит наш Тимотеј, честното свештенство, Христа дјаконство, преподобното монаштво и сиот клир на црквата, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и христолюбив православен народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се освети оваа вода, со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да слезе над оваа вода очистителното дејство од превечната Тројца, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да биде оваа вода лековита за душите и телата наши и да биде за изгонување на секоја непријателска сатанска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Да се испрати благодат за избавување и благослов со кој е благословен Јордан, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За нас сите на кои им треба од Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се просветиме со духовна светлина од единосушната Тројца, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господ Бог да не покаже синови наследници на своето царство, преку пиење и поросување од оваа вода, да се помолиме на Господа. Господи, Да помилуй. се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не, спаси, помилувај, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна, владичица наша, Богородица и присно Дева Марија, Пресветаја Богородице, спаси со нас. сите свети и самите себе, други си од на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите. И духови Твоему. Главите ваши приклонете ги пред Господа. Тебе, Господи. Господи, кој што се си направил со својот збор, си благоле се крстиш во Јордан да ги осветиш водите, приклони го Твоето во послушање сите нас, благослови некои со приклонување на главите, означуваме знак на покорност и удостоен да се исполнува со Твоето осветување преку причистувањето од оваа вода и да ни биде Господи за здравје на душата и телото, зашто Ти си наше осветување, Тебе слава, благодарност и поклонение Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи сем православним христијаном нашим, нас опротивија дарујај и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи сем православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крстом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи сем православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај и Твое сохрањај крстом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание
Победи всем православным христианам нашим, нас опротивния даруяй, и Твое сохраняй крестом Помилуй не Боже, по Твоята голема милост, и се молиме услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще се молиме за милост, живот ми, здравие, спасение, прошка, разрешување на гревовите на благочестите, благочестиви православни христијани, кои присуствуваат и го чествуваат овој празник. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Зашто си милостиви човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кој трите момчиња и Данила, кога биле во Вавилон хранејќи и со семиња, си ги покажал посветни од оние што биле со слад хранети. Сам Ти се благ цару, благослови ги и овие семиња од различни плодови и освети ги верните кои ѓаат од нив, зашто во Твоја слава и во чест на светиот маченик Александар и светата маченичка Гликерија и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби. Затоа, добар Боже, на оние што го украсили и извршуваат спомен, подари им се што просат за наслади и спасење Твоите вечни блага. По молитви на Сепречистата Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, на светиот маченик Александар и светата маченичка Гликерија, чии што спомен денеска им чествуваме и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваш свето се Христе Боже наш, Тебе слава Ти вознесуваме, со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот благ и животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови и виното со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови и виното со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови и виното со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин.